Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштитата на животната средина и природа ќе расправа по 10 точки на дневниот ред. Меѓу нив се наоѓаат физибилити студијата за интелигентен и адаптивен систем за јавно осветлување во општина Кочани, извештајот за работењето на водовод за периодот од 1 јануари до март оваа година со финансиски показатели, а ќе биде донесена и одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти во општина Кочани за време на одржувањето на матурските вечери. Комисијата за сообраќај, јавна безбедност и противпожарна заштита ќе расправа по единствената точка на дневниот ред, а тоа е информацијата за подготвеноста и опременоста на институциите во општина Кочани кои имаат надлежност во делот на справување со пожарите на шумите на подрачјето на општината. Комисијата за статут и прописи ќе расправа по 2 точки на дневниот ред. Најпрвин треба да биде дадена согласност за предлог статутот за именување и дополнување на статутот на Средното општинско училиште Љупчо Сантов во Кочани, како и за предлог одлуката за превземање на работничкиот универзитет Ленин од страна на општина Кочани. Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања ќе расправа по предлог решението за именување членови на училишниот одбор на Основното училиште Раде Кратовче од Кочани, а Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој по извештајот за извршување на буџетот на општината Кочани за периодот од првиот квартал во оваа година, пренамената и проширувањето на буџетот на општина Кочани за 2012 година, а ќе ги разгледа и извештајот за работењето на комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани за првите 3 месеци од оваа година со финансиски показатели и предлог одлуката за поддршка за аплицирање за меѓуопштински форум од програмата Форуми на заедницата. И Комисијата за земјоделие ќе расправа по 3 точки на дневниот ред. Ќе расправа по информацијата за извршување на пролетната сеидба за 2012 година, за заштитата на почвата, експлоатација на глина и песок на подрачјето на општината Кочани и по информацијата за состојбата со боровиот четник